Уважавани, ги следите вестите на Канал 8. Центарот за развој на Источниот регион ќе биде носител на иницијативата и ќе се вклучи во подготвителните активности за реализација на проектот за ски центар на Царев Врв. На работниот состанок што се одржа во Штип, градоначалниците од регионот дадоа подршка на проектот, а се разговараше и за други теми од интерес за функционирање на центарот. Советот на градоначалници и Центарот за развој на Источниот плански регион ќе помагаат во подготвителните активности за реализација на најавениот владин проект за изградба на скијачки центар на Царев Врв на Осоговските планини. На работен состанок на Советот, што се одржа во Штип, избран е координатор на активностите и доставено е писмено известување до владата за преземање на дел од обврските за иницијативата. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев истакнува дека се работи за важен проект за кој подеднаков интерес треба да имаат сите општини од овој дел на државата. Разговараме за прв пат не за регионален, туку меѓурегионален и многу важен државен проект. Мислам дека ако сите ова го сватиме, дека многу лесно ќе дојдеме до решение, дека зборуваме за важен проект за развој на државата. Ова е проект кој ќе трае подолги години, веројатно трае десетина години, уште десетина можеби ќе трае. Тоа е причина повеќе да сите посериозно се осврнеме на ова и на вистина да бидеме појасни во нашите одлуки и изреки и да излегнеме од нашите локални рамки, туку да влеземе во нешто што се вика за доброто на целиот регион. Исток, североисток, централно, како и да го кажем. Јас не би сакал да навлегувам и не треба да навлегуваме сега ние зборуваме за ски центар Царев Врв. И треба да ја дадеме шанса на експертите да кажат каде, како ќе бидат поставени стазите и сето друго ќе го каже проектната документација. Изградбата на ски центарот на Царев Врв е дел од владиниот интервентен план за инвестиции за периодот до 2027 година, а вредноста на целиот проект се проценува на околу 100 милиони евра. На состанокот на градоначалниците од регионот донесена е и одлука за преотстапување на реконструираниот и адаптиран објект на мултикултурниот центар во Кочани. Договорено е и учество во финансирањето на Центарот за развој на Источниот плански регион. При тоа, утврдено е секоја општина да издвојува по 10 денари по жител на месечно ниво, со што општина Кочани ќе има обврска на сметката на Центарот годишно да уплати околу 380.000 денари. Локалната самоуправа на Кочани е многу добро транспарентна според достапноста до информациите од јавен карактер, што се од интерес за граѓаните. Според истражувањето на Центарот за економски анализи, општината е прва во Источниот регион, а на 4-то место во државата. Општина Кочани годинава има подобрување од околу 15% на активната транспарентност во работењето во споредба со лани и е прва меѓу општините од Источниот плански регион. Резултатите се објавени во индексот за активна транспарентност за 2021 година, што го изработи Центарот за граѓански комуникации од Скопје, испитувајќи ја јавноста во работењето на општините и на државните институции, односно на сите министерства во текот на годината. Според јавно објавените податоци, локалната самоуправа на Кочани со измерена активна транспарентност од над 93% се наоѓа на 7-то место меѓу сите институции кои биле предмет на истражување, а ја дели 4-та позиција со Велес во однос на сите општини во државата. Меѓу 11 локални самоуправи од Источниот регион, веднаш зад Кочани се Делчево и Берово со 90, односно 89% транспарентност, како и Штип со 86%. Потоа следуваат Македонска Каменица, Виница, Пехчево, Зрновци, Чешиново, Блешево, Пробиштип и Карбинци. Во однос на 6 региони во државата, трета година поред на прво место е Источниот плански регион, кој што минатогодишните 68% просечна активна транспарентност годинава ги зголеми на 74%. Истражувањето е направено врз основа на податоците што општините ги имаат објавено на своите веб страници, врз основа на законските обврски за објавување информации од разни сфери што се од важност за граѓаните и кои влијаат врз нивните животи и работењето. Во оваа смисла земени се предвид пред се обврските што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, како и оние обврски од други закони што се однесуваат на трошењето јавни пари.
Според генералните резултати на Центарот за граѓански комуникации, а во кои се вклопува и општина Кочани, институциите објавувале најмногу известувања од областа на пристапот до информациите, а најмалку за своите надлежности и за финансиската транспарентност. Во моментов во Кочани само 7 лица се во самоизолација и под постојан надзор од полицијата. Во последните 24 часа пријави за непочитување на мерката самоизолација и движење во полициски час без дозвола нема. Со намалување на бројот на ново заразени лица, значително е намален и бројот на лица кои се во самоизолација во Кочани. До пред 2 недели во Кочани имаше 50 лица во самоизолација. Сега има само 7 кои имале директен контакт со заболено лице или добиле позитивен тест на коронавирусот, истакна Александар Максимов, началник на Оделението за внатрешни работи Кочани. Тие лица се под постојан надзор и следење за утврдување дали ги почитуваат мерките за самоизолација, издадени со решение за изолација заради спречување на ширењето на заразата од COVID-19. Доколку некои од овие лица ги прекршат мерките за 14-дневна самоизолација, следува кривична пријава. Во последните 24 часа нема прекршување на оваа мерка. Инаку од 2 јуни донесена е одлука за укинување на мерката носење маски на отворено, па за таа мерка сега не казнува полицијата, бидејќи истата е веќе укината. Во последните 24 часа нема казнување од полицијата од Оделението за внатрешни работи Кочани за движење без дозвола во полициски час. Сите кои биле затекнати во тој период биле со уредни дозволи. За Канал 8 информира Максимов. Полицискиот час и понатаму е во важност од полноќ и трае до 4 часот наутро. Одстапки од забраната има за сите граѓани кои за време на забраната за движење имаат потреба од итна медицинска помош. И за слободно движење, оваа потреба ќе треба да ја најават на службата 192 на телефонот на Министерството за внатрешни работи. Ако продолжи сегашниот тренд на намалување на бројот на новозаразени лица од COVID-19, владата се изјасни дека е можно укинување на полицискиот час од 15 јуни. На 5 јуни започнува полагањето на државната матура за над 15.000 матуранти. Од Министерството за образование и наука и од Државниот испитен центар велат дека се подготвени за успешно спроведување на државната матура. Двете средни училишта во Кочани имаат по околу 160 матуранти. Во средното училиште Гошо Викентиев 90 се пријавиле за државна матура, а останатите 70 ќе полагаат завршен испит. 160 ученици во средното општинско училиште Гошо Викентиев и исто толков број во гимназијата завршуваат средно образование во кочанските училишта. На 5 јуни во 10 часот започнува полагањето на државната матура за над 15.000 матуранти во државата. 90 матуранти во средното општинско училиште Гошо Викентиев ќе полагаат државна матура мајчин јазик во сабота, а останатите 70 се пријавиле за завршен испит. Учениците од завршната 4-та година во средното образование в сабота ќе го полагаат првиот екстерен испит по предметот мајчин јазик, како еден од 4-те, 2 екстерни и 2 интерни предмети во рамки на концептот за полагање матура годинава, договорен помеѓу надлежните институции и представниците на средношколските организации, а кој како и досега предвидува изработка на проектна задача. Со полагање државна матура им се овозможува право на средношколците кои имаат интерес да продолжат едукативно да се надградуваат, покрај на домашните да може да се запишат и на врвен универзитет во странство. Насекаде во светот за упис во високо образование се бара поседување на ваков документ, кој значи формализација на средното образование. Сите подготвителни активности предвидени со планот за организирање на државната матура се спроведени и врз основа на тоа се очекува процесот успешно да се реализира. Истакнуваат од Државниот испитен центар кој е одговорен за организација на целиот процес. Усвоени се сите неопходни протоколи врз основа на кои матурата треба да се спроведе во услови на пандемија, а со цел да се заштити здравјето на учениците, наставниците и сите други учесници во процесот. Предвидено е во училница да бидат присутни најмногу до 15 ученици, а некаде и помалку, во зависност од просторните услови. Во меѓувреме, над 2000 тестатори се вакцинирани со 2 дози, кои значат стегнат имунитет.
Испитните програми за предметите што се опфатени со матурата оваа година се скратени, а согласно договореното со средношколците, базените со можни прашања им се достапни на 3 недели пред полагањето на секој испит. По полагањето на првиот задолжителен екстерен испит по мајчин јазик на 5 јуни ќе следи полагање на вториот екстерен испит кој е изборен. Учениците кои можеа да одберат помеѓу математика или странски јазик ќе полагаат на 11 јуни. Интерните ќе бидат организирани до крајот на јуни по распоред кој го креираат самите училишта. Проектната задача се реализираше од 15 март до 30 април. Резултатите ќе бидат објавени во рок од 30 дена од вториот екстерен испит. За матурантите кои на испитите на 5 и 11 јуни ќе бидат заболени од COVID-19 или ќе бидат во изолација, овозможени се дополнителни термини на 25 и 28 јуни, со приложување потврда до училишните комисии. Тие што нема да положат матура во јуни, дел или во целост, ќе имаат втора можност во августовската сесија. Термините се 11 август за првиот и 13 август за вториот екстерен испит. Во меѓувреме, Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар започнаа со подготвителни активности за изработка на целосно нова концепција за државна матура, која ќе се применува од следната учебна година и ќе овозможи различни видови матура за гимназиското, стручното и уметничкото образование. За оваа цел е формирана посебна работна група составена од представници на надлежните институции и представници на средношколците, а воедно ангажиран е и експерт од Светска банка кој работеше и на актуелната концепција за полагање државна матура. Завршен концерт на учениците и наставниците од Основното музичко училиште Ристо Јоруков се одржа во дворот на училиштето. По повод патрониот празник на училиштето, пак на споменикот на слободата, концерт со настап на наградените ученици на државни и меѓународни надпревари. Завршен концерт на учениците од Основното музичко училиште Ристо Јоруков Кочани. На отворено во дворот на училиштето, со почитување на протоколите за заштита од коронавирусот, се одржа концертот по повод завршувањето на учебната 2020-2021 година. Настапија учениците од разни оделенија кои изучуваат инструменти во музичкото училиште, а публиката имаше ретка можност да слушне изведба на познати композиции од композиторите Бах, Шопен, Бургмилер, Комаровски, Барток и други. Учениците свираа композиции на пијано, флейта, гитара и виолина, кај професорите Оливер Стаменков, Јован Камилоевиќ, Елизабета Георгиева, Зоран Христов, Драгана Карова Ангелова, Душан Стојанов, Дејан Стојанов и Стефан Котевски. А на почетокот присутните во публиката ги поздрави директорката на училиштето Марија Лазарова. Завршниот концерт на музичкото училиште Ристо Јоруков е само прв дел од одбележувањето на предстојниот патронен празник. На 3 јуни, четврток, со почеток од 19:30 на споменикот на слободата во Кочани е закажан патронен концерт, на кој ќе се представат наградените ученици од музичкото училиште на државните и меѓународни надпревари, на кои учествувале во текот на учебната година. Во тек се и уписите на нови ученици во музичкото училиште, кои ќе траат до 10 јуни. До крајот на викендот трае рокот за пријавување на екипите за традиционалниот Петровденски турнир во мал фудбал. Организатор на надпреварот е општина Кочани, која турнирот ќе го организира по минатогодишната пауза поради пандемијата од COVID-19. Општина Кочани ги подсетува заинтересираните спортисти дека до 6 јуни трае рокот за пријавување за учество на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Спортската манифестација годинава ќе се одржи по 19-ти пат, откако лани беше одложена поради здравствените протоколи со пандемијата од коронавирусот. Според условите во јавниот повик стои дека секоја од екипите има обврска да уплати по 2000 денари на име котизација. Исто така треба да се достави и име на клубот и список со имиња на 10 играчи. Со оглед што Петровденскиот турнир се игра во конкуренција на постари јуниори и сениори, играчите треба да имаат наполнето најмалку 16 години. Ждрибувањето за распоредот на надпреварите ќе се одржи на 10 јуни, а турнирот ќе почне на 18 јуни.
за најдобрите екипи и поединци, како и во изминатите години и за овогодишниот Петровденски турнир предвидени се награди и признанија. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.